Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на Канал 5 телевизија, вечерва со Софија Куновска, добро вечер. Добро вечер. И со Љупчо Зиков, добро вечер. Добро вечер. Најнапред би сакал да ги поставиме позициите, ќе разговараме за повеќе теми, но ме интересира која позиција ќе ги кажува ставовите. Вие, господин Зиков, ќе ги кажувате како аналитичар, како што ве представувам, или како член или симпатизер на партија? Значи, јас овде во секоја емисија ги искажувам аналитички моите ставови, во голем дел и во најголемиот дел тоа се лични ставови, инаку за коректност кон гледачите, и гледачите знаат, македонската публика, моите ставови во минатите години во кој правец одат. Значи, јас и сега, и вечерва ќе кажам дека без разлика што мои лични убедувања и лични ставови цело време кажувам овде, јас сум член на политичка партија, на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа немам никакви партиски функции во партијата, така да настапувам исклучиво и во овие емисии, гледам професионално, чисто, јасно, и пред се мислам дека и гледачите знаат од кој според тоа што го кажувам, каков тип на анализи кажувам и имаше некакви дилеми кај коментарите кај гледачите, па мислев дека можеби треба да го расчистиме тоа. Нема дилема, ако имале дилема, нема дилема, меѓутоа знаете што, во моите ставови многу пати ставот на Зиков не се совпаѓа со ставот на Социјалдемократскиот сојуз, и тоа исто така го пишуваат гледачите во тој дел. Значи, кога хейтаат и од ВМРО и од СДСМ, значи во случајот, и тоа само кажува за цврстината на ставот. Ја не велам дека правилен мојот став, никогаш не инсистирам на точноста на ставот, нити па некој може да инсистира во нашава држава подолго време, заради точно кај нас и некако и целите и политиките се менуваат на 4 години, на 8 години, така да во една етапа едни се во право, во друга етапа други се во право. Битно е да тој биде конзистентен аналитичен став. Ја мислам дека држам до тоа подолго време. Добро, благодарам. А дали вие ќе настапите вечер како можен кандидат за градоначалник на Центар? Да, леку се локалните избори во октомври. Точно е дека има шпекулации за моја кандидатура. Точно е дека имам силен притисок од граѓаните на општина Центар да бидам нивни кандидат, но доколку тоа се случи, тоа би била независна кандидатура, бидејќи јас од 2016 година, откако го пасивизирав моето членство во Социјалдемократскиот сојуз, останувам социјалдемократ по убедување, но делувам како независен граѓанин. Добро, доколку некоја партија или коалиција реши да ве поддржи, дали тоа би го прифатиле? Не можам да му забранам никому. Добро. Но мојата кандидатура, повторувам, би била независна. Добро, значи размислувате за тоа, се чувствувате психофизички подготвен на тоа да го направите и еден квалитативен чекор напред да направите со општината. Ви велам, постојано во комуникација со граѓаните има еден засилен притисок околу еден таков исход, но се уште не сум ја донела конечната одлука. Сметам дека треба објективно да се гледа на работите, треба да се направат истражувања, треба, затоа што знаете, вие се наоѓате во еден меур од ваши симпатизери, ваши обожаватели, ваши пријатели, ваши поддржувачи, но веројатно има и некоја друга страна која што не е окей ако да знаете на избори. Треба да се потрудите малку порано да видите како стојат работите. Добро, доколку немате никаков коментар за првичните изјави, ја ќе одиме со првата тема, практично нешто што се случи пред околу половина час, а тоа е дека Собранието по кратка постапка го ратификуваше договорот со Велика Британија, нешто што ќе ни отвори кредитна рамка во наредните години од 6 милиарди евра и од кое што владата вела дека доколку секако се реализираат сите проекти, ќе има една вистинска трансформација на државата. Како е да почнеме, како е вашиот генерален став околу ова? Ако се навратиме наназад и ги погледнеме нашите релации со Обединетото кралство, ред е да се подсетиме дека за време на владењето на Тони Блер 2005 година со Европската Унија ние го добивме кандидатскиот статус за Европската Унија. Во исто време, ред е да се подсетиме дека во нашиот демократски развој силен печат остава влијанието на Обединетото кралство како еден од поддржувачите на тој наш демократски развој. Што се однесува до меѓународната политичка позиција на Македонија, сметам дека со овој подпишан договор таа го засилува своето меѓународно портфолио.
А што се однесува до економско-финансискиот дел, сметам дека постојат некои дилеми. Најнапред во смисол на тоа дали сите детали околу потпишувањето на еден ваков обемен договор ќе бидат познати на јавноста, бидејќи на крајот на денот ние сме тие граѓаните кои што овој долг ќе го враќаат. А втората работа, која што исто така става сомнеш во која насока и колку овој проект може да се реализира, е по мене слабиот капацитет на администрацијата која што имаме во моментов, и тоа не само сега, него една администрација која што се руинира децении наназад, не знам колку е способна да понуди, да изработи и да спроведе вака обемни проекти како што се проектите предвидени или најавени од страна на премиерот. Исто така, сметам дека е многу важно да се спомене дека ВМРО ДПМН не влегува прв пат во вакви операции. Последен е унгарскиот кредит, за кој за жал се уште не знаеме детали каде се дистрибуирани средствата и што ќе биде бенефитот од нив. Но исто така можеме да се вратиме и малку поназад од милиардата за Тајван од 98 година во времето на владењето на Љупчо Георгиевски, преку 600 милиарди на собрата Рој за време на Никола Груевски. Тие авантури, за жал, не завршија со некаков посакуван епилог. Се надевам дека овој пат нема да биде така. Добро, дали ги ја делите скепсата до некаде што има Куновска, повикувајќи се на минатото и искуството кој што го имавме минатите години со вакви големи финансиски пакети? Па јас дилемите на господја Куновска ги делам секако, дори тоа е тоа, би кажал. Сите тие дилеми стојат во воздухот, како што стоја и со времето со собрата Рој, која ги но таму немаше пари. Таму имаше гола лага кај собрата Рој. Овде веќе и во унгарскиот кредит, и во овој кредит, оваа кредитна рамка од Британија преку овој стратешки договор што треба да дојде, тука имате конкретни веќе ситуации кај што се гледа и заради тоа, поради тоа што тоа не се мали пари, заслужува малку поголема транспарентност во јавноста со оглед на тоа дека сепак е ова една мала држава, малку народ и мала економија. Знаете, кога ќе кажете денеска 6 милиарди евра, тоа е 5 милиарди фунти, јас се бавам со економија, во принцип знам една работа, дека во светот има многу пари. И штом за Македонија некој одваја 5 милиарди фунти, тоа е докажано дека има многу пари во светот. Значи лесно можете да дојдете до пари. Многу фондови, многу влади ви нудат пари. Прашањето е како треба, на кој начин ги земате вие тие пари? Дали ги земате влада на влада, дали ги земате од мултилатерални финансиски институции, меѓународни финансиски институции? Дали ќе почнете да преговарате со Европска Унија, па ќе ги добивате преку фондовите на Европска Унија, предпристапните фондови. Значи тоа се све модели. Денеска имав прилика со еден пријател грк да разговарам и баш на оваа тема, се бави со бизнис тука во Скопје, и ми вика: многу пари веќе земете сега. Многу, вика, нема да влезете во грчко сценарио, значи тој сега за својата држава, нели, мислејќи на ова што се случуваше големата криза финансиска во Грција пред 10 години. Кога падна Пасок, дојде Сириза и како беше од тоа. И му рекол, викам, слушај, сите сме ние во грчко сценарио. Сите, особено светот денеска, сите се во грчко сценарио. Прашањето е, во таа бела книга на кризи, на која страна сте? Дали сте на првата или на последната страна од кризата? Значи, што сакам да речам? Државите треба да имаат капацитет да ги враќаат тие кредити. Денеска, деновиве се слуша дека например, тезата дека ќе сме биле презадолжени, например, доколку се зема овој кредит 110% од бруто општествениот производ. Во светот имате држави кои што се и по 150% задолжени, тоа развиени држави. Меѓутоа, тоа не е проблем заради тоа што таму има економија реална, има луѓе, има вработени, има подобра политичка мисла и сцена, има креативна атмосфера и тие пари во економијата ги враќа назад. Така и се барем тоа што го кажуваат од владата, дека примерот железницата ќе генерира профит од 100 до 120 милиони годишно и практично со тие пари очекуваат да се враќаат. Александар, се е тоа точно и така е. Емпириски е тоа така. Овде прашањето е дали ќе се направи пругата,
Денеска во еден момент и премиерот зборуваше на пресконференција и после во една дискусија во парламентот го следев друг пратеник каде што се објаснуваше и тоа е добриот веројатно момент во работата што откако ќе се отвори проектот, значи пругата ќе се направи, па од тој момент натака тече рокот за, нели, грейс периодот за враќање на кредитот. Значи тоа е некоја олеснителна рамка. На крајот на денот со ова ќе завршам во овој дел, значи станува збор за рамка. Таа рамка можете вие да ја искористите цела, може да не ја искористите ни една третина, ни една петина, да не се искористи од тоа. Тоа е, доаѓаме до темата капацитетот на економијата внатри на институциите. Дали ние можеме да процесуираме 5 милиарди за 10 години, мислам дека е рамката поставена. Секако дека овде има и други теми што ние не ги знаеме. Софија убаво се врати во историјата. Јас ќе кажам дека и претходната влада пред Мицковски имаше подпишано веќе стратешки почеток на фактички ова е последица на тоа. Имаше подпишано тој стратешки договор во еден дел. Треба да знаеме дека и тоа е повторно ќе кажам и тоа веројатно и опозицијата е свесна, власта гледаме дека е свесна дека Македонија добива договор со Британија, кој на еден начин, ова е, јас така размислувам, продолжеток на стратешкиот договор со Соединените Американски држави. И добро е што сме ние во тој правец отидени. Оти замислете да добивавте сега кредит влада со Москва, например, или со Пекинг. Ќе имавме сосема друга ситуација и мислам дека деновиве тесна ќе им беше кожата на македонските политичари во Скопје од посетите на европски, американски... Дали со ова сите тие моменти дека Македонија, ако нема европска перспектива, можно е да се сврти кон БРИКС, кон исток, сега се... Сега мислам дефинитивно дека е бетонирано и британците тоа добро го знаат, затоа влегуваат со добра сума од 5 милиарди фунти, но тоа па, само да додадам, не значи дека Македонија го нема патот кон Европската Унија. Значи, патот кон Европската Унија сега исклучиво ќе зависи, ќе отвориме инвестицијски циклус во државата, ако отвориме, сега и тоа е прашањето, значи, прво, кога ќе бидат тие проекти, транспарентноста на проектите, да видиме под кои услови, многу се важни сега условите под кои ќе се земаат тие пари, под кои камати и така натаму, затоа треба јавноста да биде запознаена и да има политичка дебата, заради тоа што кредитот е влада со влада. Меѓутоа, не треба да се остави патот кон Европската Унија и мислам дека ова е во пакетот, дека ќе продолжиме и кон Европската Унија, заради тоа што таму имате многу фондови кои треба Македонија да ги добие, а кои практички, кога ќе ги споредите, немате такви услови кај ни еден кредит какви што се ефтини европските фондови. За кратко ќе се вратиме за ова што го зборивме, кој е поврзаноста меѓу овој договор и Европската Унија, има повеќе тези кои што би сакале да ги разговараме. Коноска, кој е според вас политичкиот интерес на Велика Британија да влезе во една ваков договор? Па, излегувањето на Обединетото кралство од Европската Унија по дефиниција предпоставува веројатно интензивирање на нивната мултилатерала и со секоја од земјите во регионот во споставување на некакви односи заради задржување на своето влијание. Јас единствено на тој начин го разбирам тоа, особено што деновиве проструи информации дека слични или исти вакви билатерални договори се потпишуваат со повеќе земји од Балканот. Предпоставувам дека стратешки се позиционираат во однос на овој дел од светот. Да, информациите се дека точно дека се потпишуваат или се подготвуваат да се подпишат, меѓутоа минус овој финансискиот пакет што е за наши услови огромен. Знаете како, во светот, како што рече и господинот Зиков, постојат пари. Луѓето бараат можност да ги пласираат своите пари. Никој нема да ви ги даде тие пари бесплатно, ќе ви ги дадат за интерес, односно за камата, и ќе обезбедат работа за своите компании. Така што логиката е проста. На една рака е влијание политичко во регионот, а во друга рака е зајакнување на собствената економија и пласирање на средствата. Добро, бидејќи тие што се речеме можеби по храбри во анализите, велат дека со ова Британија си остварува еден свој вековен сон или стратешко се позиционира, односно да има контрола транспортна на Вардарската долина, со тоа да контролира транспортот на роба и на стоки од
Солун нагоре кон Белград и Будимпешта? Веројатно, земајќи предвид дека огромен дел од овие средства ќе одат во железничко поврзување на Македонија со останатите центри во регионот, логично е и тој транспортен коридор да биде цел која што сака да го... Но, знаете како, тој коридор кога ќе се направи, тоа железничко поврзување ќе бидат можност за сите, нема да бидат само за Британија. Ќе бидат и за нас, ќе бидат и за регионот, ќе бидат и пошироко за цела Европа, ќе биде коридор кој што ќе се користи. Добро. Да додадам ако може. Британската мислечка јавност покажува еден интелект, таа јавност која решава, која одлучува, која носи одлуки, е моментот кога се влегува во оваа операција. Значи, Европа, главната машинерија, Германија во Европа сега во моментот се престројува со новиот канцелар. Значи, Франција е во прилично незавидна состојба. Значи, Европа комплетно е во овие односи Москва-Вашингтон е во една инфериорна позиција и Британија го користи тој момент, тој вакуум, го бетонира просторот. И мене деноиве ги следам социјалните мрежи кај нас. И постои еден феномен. Од инаугурацијата на Трамп до денеска постои таргет група на луѓе во Македонија кои, например, во фазата додека Бајден беше председател, зборам да видат така наречени коментатори по мреживе, тие беа пропутиновци сите. Потоа кога победи Трамп, вика, кога го видоа дека Трамп е малку со Путин вака во ова, у добри односи и кога Трамп почна да се кара со Зеленски околу потребата за мир во Украина, тие одеднаш од путиновци станаа трамписти и пак им сметавме ние што слободно размислуваме со целата работа. Деноиве се збунети. Деноиве таа таргет група сега не може да разбере од кај сега Британија, а Британија со Русија е помалку или повеќе у војна. Мислам, во војна во наводници. И повторно збунетост. Значи, тоа покажува дека не е се така едноставно оно што го гледаме. Има големи игри геополитички, тие се и економски, поврзани со геополитиката. Значи, а тоа е Британија го користи тој вакуум. Доаѓа, тоа е вековен интерес на Велика Британија, не случајно застана и во Втората светска војна, и пред Втората светска војна, и по Втората светска војна застана на страната на Грција во многу ситуации. Значи од тука нагоре трга целата работа и после распадот на СФР Југославија фактички таа беше секогаш присутна тука. Само што они имаат малку попрефинет начин на функционирање, не се полицајци, нели во тој дел. За разлика од Соединетите американски држави кои што се поексплицитни во политика. Така да не чуди, тоа е тоа. Британците влагаат со политика, влагаат со стратегија, со цел и со пари. Дел од овие големи проекти, еве се споминува сега Чебрини галиште, под предпоставка ние да немавме француска па бугарска блокада, да ги почнеме преговорите со Европската унија, претпоставам дека ќе имаше фондови и со европски пари можеби веќе ќе беа започнати да се прават овие проекти. Дали е ова дали може да го гледаме, сега не ли заправиме, може да е целосно, не точно да предупредам. Дали може кога имаме ние вакви рационални блокади за почеток на преговорите од ЕУ? Владата вели дека веќе не можеме да чекаме, ако вие не сакате да играте со нас, ние сами ќе си ги правиме со британски пари проектите кои што практично вие требаше да ги направите во Македонија и со тоа да направите еден условно кажано притисок врз Брисел дека сите големи финансиски игри, големи проекти тука ќе ги прават други, сами со британски пари. Нема тие да бидат. Може ли така да гледаме? Па тие да почувствуваат индиректно притисок дека мора нешто да се направи тога. Знаете како, Македонија не може да ризикува, особено после евентуалното брзо пристапување, дали како асоцијативни или полноправни членки, иако мислам дека чекорот ќе биде асоцијативни на Албанија и на Црна Гора, не може да ризикува да остане надвор од семејството на европските народи. Така да паралелно сметам дека треба да работи и на користење на овие фондови, но исто така и на обидите да се надмине спорот со Бугарија и да се влезе да се почне. Тоа го кажам како склоп на таа игра што ја зборувате. Така, заради тоа што во нашето мултиетничко општество
единственото врзивно ткиво е на нешто околу кое што сите политички субјекти имаат консензус, а тоа е влезот во Европската Унија. ВМРО мислам дека од ден во ден станува свесно за нешто што можеби повеќе пати го имам споменувано, дека без нив измени во уставот нема. Во минатиот состав, односно и сега, секогаш кога ВМРО има повеќе од 1/3 гласови, а тоа е редовно, не може да има двотретинско мнозинство без ВМРО за уставните измени. Во таа насока јас сметам, а и некои мои информации кои што неформално ги дознавам од комуникации со некои од представниците на влијателните земји во Македонија, е дека ВМРО ДПМН паралелно работи и на наоѓање начин како да најде сојузници во приказната да понатаму се оневозможи билатерализација на евентуални спорови при влезот на Македонија во Европската Унија. Кога велите дека европските интеграции се единственото нешто што ги врзува сите заедници во Македонија, велите нашето мултиетничко општество, сакате да кажете дека доколку таа приказна пропадне, можеме да имаме етнички проблеми во Македонија? Сакам да кажам дека таа приказна дополнително ќе добие на тежина во моментот кога Црна Гора и Албанија ќе станат членки на Европската Унија, а тоа се очекува релативно брзо да дојде. Ќе повторам, можеби некако полноправни, но како асоцијативни членки. Ве прашувам оној момент кога тоа ќе се случи, дали ние не остануваме во проблем заради тоа што остануваме едно слепо црево или едно гето кое што останува надворот. И тука природно е дека ќе почне една сегрегација по етничка линија која што мислам дека носи потенцијал да дестабилизира. Така, времето кој вели дека не игра за нас. Ова е сосема логична теза, јас ова го зборувам 2-3 години веќе. Значи и го пишувам и го кажувам. Значи ние имаме голем проблем и сега со фактот дека Албанија и Црна Гора се пред нас, а ние бевме пред 15 години со Хрватска заедно. Значи во тој дел. И да ве наречат тажна приказна од највисока точка во Европската Унија, треба да мислам дека тоа беше увертирата за овој нов моментум во политиката што се случува деноиве, на пример периодов. Мислам дека кој го каже тоа, Калас ли го каже тоа тажна приказна Македонија, значи мислам дека така се отворија вратите деноиве. Деноиве и те како гледаме движење од страна на владата по тоа прашање и на председателот на државата, на председателката на државата. Значи, дали е тоа добро? Одлично. Значи, и последниот пат на емисија овде кажав дека Македонија мора да ги изнајде начините да го од нокаут да го дигне тој процес, заради тоа што тој процес беше едноставно патосиран, значи периодов. Со изјавите на нашите политичари, со изјавите на бугарските политичари, сите беа во своите ролови. Сега ситуацијата е некако размрдана, се очекува, гледам дека има иницијативи од македонска страна, значи имаме 3-4 сценарија, значи имало сценарио, не дека немало сценарија. Дури и тоа сценарио што јас мојата маленкост го кажуваше тука во студија, тоа е да ги почнеме преговорите, да го смениме уставот, да ги почнеме преговорите, па дури ако има услови по патот, ако бугарите ги поставуваат условите понатака, да ги прекинуваме преговорите. Наслушнав дека и тоа е едно од сценаријата, значи за тоа. Значи само треба да се седне, претпоставувам ова што го спремаат во Хаг сега периодов. Треба да се седне, веројатно да се договори со бугарската страна динамиката на нештата. Македонија е во таа точка да треба да го откочи тоа не заради Европа, заради европските политичари, не заради бугарските, туку заради својот пат и можностите. Господин Езиков, ако имате повеќе. Да, сакав само да дополнам дека мора да имаме на ум дека покрупните политички поместувања во насока на интеграција на Македонија или на отварање на некакви перспективи никогаш не се случиле без меѓународно посредништво. Така што и овој пат тврдам дека ако не најдеме сојузник во некоја од големите сили која што
за сметка на тоа дека Македонија повеќе пати низ историјата беше оштетувана во обидите за интеграција, ќе најде начин како да ја поправи таа преговарачка рамка, ние повторно можеме да се надеваме дека ќе талкаме во позади процесите. Но ако навистина некоја од големите сили се заложи се ангажира околу некаков наш продор и мала измена во преговарачката рамка, која што ќе се согласите, ВМРО од ДПМН си ги доби изборите токму на тој наратив и токму ветувајќи дека е способен и дека ево можност да ја поправи преговарачката рамка. И сега на тој пат никој не му пречи. Целата опозиција вели, најдете го решението, кое што мислите дека е најдобро, ние стоиме здушно позади вас. Дали ќе се случи или нема да се случи, зависи само од позицијата и од никој друг. Добро, меѓу другото и господинот Зиков многу пати од ова студио кажуваше дека какви што сега уставните измени, дека требаше уште пред година, 2-3 да ги освоиме. Знаете што, ја мислам дека во ВМРО има, предпоставувам дека таму има можеби различни ставови во тоа што тоа е влада на крајот на денот и во владата секогаш е нели како нивото на одговорност е некако на стрес кога ги носите такви одлуки веројатно и поголемо. Значи ВМРО, како што рече и господја Куновска, дојде на власт јавајќи на бранот на тоа дека ќе вратиме име и дека како рекоа, со бугарски уцени и тоа нема ништо да правиме. Променен устав по бугарски диктат нема да има. Така. Значи како што одминува времето, еве една година. Значи кај односите со Грција веќе гледаме дури добро затоплување, не само што не се враќа името. И сега дали е тоа добро? Добро е, одлично. Супер, меѓутоа да се вратиме на 3 години изгубено време. Значи, од референдумот наваму, не 3, 5 години изгубено. Кога беше референдумот од тогаш наваму македонските граѓани живеат во стрес секој ден од ставовите на сегашната власт. Значи, цело време кога беа во опозиција. Значи, па се сеќаваме све што немаше низ Македонија, низ македонските улици. Така да и денеска со бугарите истото. Таа политичка загуба веројатно ВМРО во еден момент ќе ја плати. Меѓутоа ќе добие државата. И ако тоа го направи ВМРО, тоест лидерот на ВМРО, да помоне премиерот Мицкоски, тоа би било лидерство. Ако тоа го направи, заради тоа што Заев, Ковачевски, па и Филипче, ако сакате сега во моментот од позиција на опозиција, секојдневно губат од своето гласачко ткиво со ставовите што ги имаат. На различен начин. Заев, например, со потезите што ги правеше како премиер. Изгуби многу, значи во тој дел. Мицкоски добиваше тогаш. Ковачевски со францускиот предлог изгуби многу. Можеби пак ќе изгубеше социјалдемократскиот. Добро, меѓутоа единствени процеси во државата не се само тие. Не, тоа сакав сега да го кажам. Добивате губат поедни поради многу други работи. Ќе завршам сега. Значи не се само името и Бугарија и францускиот предлог. Помеѓу имаше и многу други работи, дуизации, корупции, сето тоа ние можеме да наредиме. Од трагедии како што е Кочанската и така натаму. И од се губеше. Меѓутоа овие два случаја беа нешто што го хомогенизираше македонското гласачко тело во многу голема мерка, нели, национални прашања, па и во Грција изборите цело време се добиваа на македонското прашање, што збориме и во Бугарија. Исто така, тие не можеа влада да направат 100 пати, на крај едва ја направија и цело време на македонското прашање се тепа. Испитувањата на јавното мислење не се баш така, ниту во Грција, ниту во Бугарија. Има други проблеми. Завршувам конечно. Значи, работата е дека сега ние треба да влеземе било што било. Сега власта има поддршка од опозицијата во моментот. И вчера беше искажана поддршката, и претходно, и ќе биде веројатно искажана поддршката понатака. Нормално, треба да се логични и добри предлозите што треба за државата. Сега е моментот да се направи еден голем консензус, една голема интеграција на мислечкиот слој во државата и да се каже да, Европа, ова е играта со Бугарија, овие се можностите што ни стојат на располагање, дајте да се сложиме и да тераме. Добро, Аман, само немојте да го жалиме Зоран Заев дека изгубил. Зависи за што зборуваме. Добро, контекстот ја у кој зборев е сосема друг. Тоа треба судските органи допрва да кажуваат, ако навистина решил некој да ги оправа правосудството и
генерално борбата против криминал и корупција, затоа што може би некој повише добил отколку што изгубил, тоа е тема за посебна дебата. Така да не да, оваа теза ние можеме да збориме 34 години што било. Така да точката во која ние се наоѓаме, точката во која ние Софија денеска се наоѓаме, по тој основ по кој сугерирате во вашиот став, јас сум тука исто многу пати зборувал, доколку сте ја следеле мојата емисија, емисиите на кои сум бил. Значи, јас сум за тоа, дајде да отвориме сите етапи, не е многу 34 години. 34 години воопшто не е многу, да ги отвориме сите етапи на развој на Македонија, 90-тите, 2000-тите, да видиме војната во 2001 како е дојдена и како е завршена, цената што сме ја плаќале по тој основ, елитите како се однесувале во тие временски периоди. И тогаш ќе дојдеме и ќе зборуваме и за Заев, и ќе зборуваме и за Ковачевски, ќе зборуваме и за Филипче. А можеме да речеме и од сега на назад да почнеме. Можеме. Како сакате ќе почнеме? Не мораме не ни мислев од 91-а. Ако сакам, ако се прашувам ја како сакам, ја вака сакам. Од сега па на назад, па до кај ќе стигнеме до тоа. Еве јас се согласувам. Ајде да се тргне и да се тргне на назад да видиме секој каква улога имал во секоја етапа на развојот на Македонија. А не целиот разговор да се сведе и целата дебата во државата воопшто, не во ова студио, да се сведе на од 2017 владата па до поразот. Во ред, но исто така не може да се сведе дека поразот на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на власт, гарнитурата што предходеше на ова, е резултат на губењето гласови заради политиките на Социјалдемократскиот сојуз. Не, јас само реков дека едно од работите е и ова. Иначе рековте најголемата работа. Да, така и анкетите така покажува своевремено. Јас не се согласувам со тоа. Граѓаните има во доволна мера капацитет, што на некој начин покажа и 600.000-ната поддршка за промената на името, референдумот, кој што за жал не беше доволна бројка, но покажа дека за некој од чекорите кои што отвараат перспективи за Македонија има расположение. Сметам дека криминалот и корупцијата, која што завлада во таа влада од прв до последен чиновник кој што беше дел од таа влада, беше присудна за губењето, флагрантното губење и девастацијата на Социјалдемократскиот сојуз како политичка партија воопшто. Во голем дел се согласувам, како што која влада како ќе падне, барем моето сеќавање и од работата што ја работам, а ја работам толку колку што е независна оваа држава, знам дека која влада како што ќе падне, у првата година све се истура на претходната колку била корумпирана. Власта на Бранко колку била, на Љупчо колку беше корумпирана. Знаете, кога падна Љупчо 2002 550.000 гласа на 15 септември. Знаете што се кажуваше за владата на Љупчо Георгиевски? Па за владата на Груевски што све кажав. Ама добро, точно е, дека кажуваат дали тоа е оправдано или не е оправдано, дали се случувало или не се случувало. Еве реалноста во Македонија покажа. Еве сите тројца ќе да разговараме на пример што имаме ние од после секоја власт како процедура. Значи во држава. Дали ние нешто решаваме. Јас во ова студио многу пати кажувам дека Македонија за жал, и јас како граѓанин на Македонија сум многу тажен поради тоа. Оддава во европската јавност, во широката па и светска, оддава немок. И не само Македонија, веројатно уште неколку балкански држави. Оддава немок да се справат со внатрешните проблеми. И заради тоа на нас ни треба, како рече Софија пред едно 10 минути, секогаш ние ги решаваме работите со меѓународно присуство. Секогаш некој треба да не турне нас. И во тој контекст нашиот од према Европска Унија е многу потребен и важен денеска. За да можеме, еве денеска имате еклатантен пример во Грција, во Атина. Денеска е затворена платежната агенција, ние што ја имаме за субвенции. Пари за земјоделци без... Значи, им дошле од Европа 10 обвинители, истражни типови, седеле месец дена, ги утврдиле сите ајдучења таму и му влегле на Мицотакис и му рекле ти ова ќе го затвориш. И овој денеска изјавува дека ја затвара и ја става како дел од некое министерство да работи агенцијата и веќе не постои платежна агенција за субвенции за земјоделци. Значи, така се решаваат работите. И тоа е реформа. Значи, ти доаѓа, те открива. Кај нас ние имаме, за жал, имаме внатрешни тегови во општеството кои не дозволуваат овие процеси да се отворат. И заради тоа ние тапкаме во место. Сакате политички се тие полови на мок, сакате и бизнис. Добро. Да.
Делумно, поголемите проблеми лежат во тоа што јас се повеќе и повеќе од ден во ден сум убедена дека постои политичка спрега помеѓу најголемите политички субјекти во државата. Постои таен план за ненапаѓање, тој план го дознавме уште од времето кога се одржуваше состанокот помеѓу поранешниот премиер Заев и актуелниот премиер Мицковски, средби на кои што беше договарано да биде формирана влада во која што ќе биде вклучено се минус ДУИ. Тој, за жал, резултатот што го направи Социјалдемократскиот сојуз на последните избори го декласираш, односно го направи непотребен за тој пазар и сега Социјалдемократскиот сојуз функционира како надворешен соработник на актуелната влада, а тоа секојдневно имаме прилика да го видиме заради тоа што освен препукувања по пресконференции, кои што папагалски се повтараат, менувајќи ги позициите, кога едните се опозиција ги имаат истите пресконференции кои што ги имаат овие што се власт и обратно. Ние ќе се направи скоро една година од актуелната власт, не видовме сериозен, процесуиран случај во кој што криминалот од високите политички елити е доведен до некаква завршница.